Дали помислувате на тоа што правевте во детството со малите ранички и модринките? Малку секрет од усната шуплина и еден лист на проблематичното место и се е во ред. Кога шивачката ќе го буцне прстот со игла, веднаш го става во уста, а и животните го прават тоа, ги лижат раните и ова функционира безпрекорно. Во народната медицина постојат многу референции за третман на плунката за широк спектар на болести. Плунката има лековити својства, особено наутро, така наречената плунка на гладот. Нашето тело произведува супстанции кои можат да помогнат кај многу непријатни болести, вклучувајќи артритис, артроза и било каков вид болки во зглобовите. Исцелителна моќ на плунката, има луѓе кои веруваат во тоа, а за нив и за сите оние кои сакаат да бидат информирани. Еве што Александар Дроеников од Бугарија советува. За да се ослободите од главоболката, притискајте со прстите на кои сте ставиле секрет од устата и масирајте ги слепоочниците налево, како и точката меѓу очите. Повторувајте на секој 15 минути додека болката да помине. Делува и при херпес на устата. Откако ќе се разбудите, лижете го местото 15 минути во кратки интервали. Резултатот ќе биде видлив по една недела. Брадавиците и папиломите исто така може да се третираат со гладна плунка со нежно масирање. Тие ќе исчезнат по околу 10 дена. Како што може да се забележи, плунката е лек што нашето тело го произведува само. Третманот со плунка не може да ги замени традиционалните лекови, но може да ја намали болката. Во тешки случаи, подобро е да се консултирате со лекар.